Почитувани гледачи, добро утро. Како што можете да видите и од насловната шпица, мој гостин утринава е генерал Илија Николовски, председател на партијата на пензионерите. Добро утро, господин. Добро утро, токму така председател на партијата на пензионерите. Бидејќи вчера пензионерите го добија своето редовно зголемување на усогласување фактички на пензиите, еве ќе почнеме бидејќи сте председател на партијата на пензионерите, што не рече дека само тоа ви е дел од програмата, но е актуелно да проговориме за тоа. Вие сте на некој начин не само сте председател или примател на пензијата на пензионерите представник, сте партиципиент во договарањето за начинот како пензиите ќе се исплаќаат. Дали се пензионерите задоволни од овој систем на усогласување? Секој пат има и задоволни и незадоволни. И ја користам оваа прилика, посебно да го изразам моето високо почитување кон оние незадоволните пензионери, кон оние жртвите на транзицијата, жртвите на стачајните поставки и така натаму. Меѓутоа, партијата на пензионери била е и секој пат ќе биде со пензионерите и ќе презема организирани мерки и активности токму за подобрување на правниот и социјалниот статус на пензионерите со ниски примања и другите маргинализирани општествени групи во државата. И токму ради тоа ние постојано се залагаме да се тој статус поправи. И токму ради тоа предлагаме и упорно инсистираме да се донесе закон за минимална пензија и тоа беше веќе во завршна фаза, не се постигна, меѓутоа сум сигурен идната влада која длабокото сум убеден дека ќе формира Социјално-демократскиот сојуз, тој закон ќе биде донесен и така да минималната пензија треба да биде 70% од минималната плата. Со други зборови, сега во програмата се предвидува да минималната пензија биде 20.000. И да се вратам малце во историјата. Ако претходната власт не го суспендираше законот за пензијско и инвалидско осигурување, односно членот 37, да него тоа суспендираше и да не преминуваше мерка еднаш во годината добиваат 500, 600 и 615 денари усогласување на пензиите, сега ние пак имаме 20.000 минимална пензија, а не како сега 13.200. Мислите дека ако тоа не се случише тоа, вие сега ќе добивавте или ние ќе добиваме 20.000? Да. Емпириските податоци тоа го покажуваат. Ако било така усогласување. И сега околу овај метод на усогласување. Значи, тој метод, така наречен швајцарски метод, тој се преминуваше во Македонија до 2013 година. Значи, тој постоеше метод. Меѓутоа, 2013 претходната власт го суспендира тој метод на усогласување и почна еднаш во годината, по-конкретно пред секои избори, да има усогласување на пензиите и тоа при крајот на годината. Никој пат не било на почетокот, било октомври, ноември и така натаму, 500, 600, сега да по години да не носам со мене никакви помошни вака помагала, тачно која година колку би, али било 500, 550 до 650 денара еднаш во годината. И една од целите и задачите на партијата беше враќање на членот 37. Повторно да... сега, има во секој методи има недостатоци. Да. Најголем недостаток е минимална пензија која треба да се усогласува, што рекол, 70% од минималната плата. И токму затоа во програмата сега на СДСМ, тоа е на партијата на пензионери кои инсистираме, до 20.000 да достигне минималната пензија. Меѓутоа, тие што се со согласувањето нема да достигне 20.000, државата ќе врши дополнување да нема пензија испод 20.000 денари. А просечната 30.000 пензија. Добро, еден дел е тоа во пакетот на ветување на Социјалдемократскиот сојуз, дека просечната ќе биде 1.100 евра, дека минималната ќе биде 600 евра до 2028, потоа дури повеќе и 20.000 минимална плата за пензионерите заради достоинствен живот, како што тие. Но пред да дојдат овие ветувања од партиите, имаше протести на пензионерите. Да,
токму така имаше протести на пензионерите, јас мора да кажам... И дека во ова изборен период ВМРО ДПМН ветуваше за разлика од СДСМ 5000 денари зголемување. Се го изелаборираме тоа. Токму така имаше протести на пензионери и тоа прв пат во историјата на Македонија, па може и на Балканот протести на пензионерите. Меѓутоа мора да истакнам дека пензионерите беа изманипулирани од една политичка партија, конкретно од ВМРО, за политички цели, за стекнување на политички поени. Меѓутоа, за жал, поголем манипулатор од нив се појави Јанко Бачев, партијата Единствена Македонија, така да не елаборирам ова партија, али мора сите знаеме во Македонија дека е тоа проруска партија, партија која е против Европската унија, партија која е против НАТО и партија која организираше трибина пред неколку години во Континентал, каде што предавач беше Дугин, идеологот на Путин, партија чија иконографија е потпуно иста со Единствена Русија и тие испаднаа поголеми ербапи од ВМРО и им преземаа иницијативата, како кога беше Македонија протестира, што Левица има презеде иницијативата, па беа главни заедно со Јанко Бачев организатори, сега се и тоа случи. Меѓутоа, за среќа на пензионерите сватија на време дека се изманипулирани, затоа што оваа партија на Јанко Бачев ево овие денови почна да прави пензионерски листи. И сватија пензионерите дека се изманипулирани и првиот раскол настана во Кавадарци, после во Прилеп и сега слушам овие денови почнале да се откажуваат тие најверните што беа на мајорот у пензија Угриновски, така да настана раскол, затоа што пензионерите може да ги манипулира некој, али не до крај. И сега да сакам една работа да потенцирам, која недоволно се потенцира. Сите треба да сватат дека пензијата е економска категорија, а не социјална категорија. Тоа значи главен виновник за малите пензии кој колку уплаќал во пензискиот фонд. Меѓутоа, за социјалните мерки државата превзима и мерки, одредени социјални мерки преку така наречени социјални пакети и ги помага тие со малите пензии. Оваа влада такви пакети имаше 9 пакети за време на своето владење и единствена во регионот која имала толку социјални пакети. И ние сега знаеме до ова последното до 19.000 пензии кои има добива од 2000 до 3006 месеци го имаш. И тоа ќе се прави и понатаму. Значи, треба да разликуваме социјалниот од економскиот карактер на пензиите. И второ, пензијата е стекната економска категорија и никој нема право за да задира во тоа стекнато право. Државата е таа која треба да гарантира за стекнатото право на пензионерите и пензијата не сме да изгуби својата вредност. Значи, на пензионерите треба да им се овозможи достоен живот, достоен старот. За жал, една морбидна овака информација во Македонија, просек на живот е 72-73 години. Тоа значи некој у 65 години кога замине во пензија, уште неколку години ќе прима. И затоа јас викам некој кој ќе ми каже има мала пензија, викам колку години ја примаш? Вика еден од 90 сум еден вика пензија. Викам одлично. Викам важно е колку ја користиш, а не колку е голема. Меѓутоа потенциран државата треба да обезбеди достоен живот за пензионерите. И тоа ќе се прави. Господин Николовски, него искоментиравте делот од ветувањата на ВМРО ДПМН, бидејќи сега сите очекуваме подобрување на стандардот и пензионерите, тие ветуваат 5000 денари еднократно, линарно на сите. Дали е исто тоа можно како? Благодарам што ме подсетивте. Цените вие тоа? Прво, за тоа 5000 нема правна основа. Значи, за да биде 5000, треба во парламентот да се промени законот за усогласување на пензиите. Значи, не може некој така од ракав, ја вика ќе ви дадам 5000, како, врз основа на шо?
прво правна основа нема и второ нема економско оправдување. Економско оправдување затоа ако ги дадат на еднаш, тоа треба 330 милиони евра од буџетот да се дадат. Тоа е голема пара. Према тоа се чисто шарени лажи. Тие после малце евалуира некој, мисля дека подпредседателката на ВМРО рече не на еднаш, него на два пати и така натаму, сватија дека се истрчале во тоа. Значи, Но дамо има економисти, зошто би се истрчувале? Не, и друго, професори по економија ценети и почитуваат. 5000, значи, пак има неправда. Зашто на тие кои имаат 60.000 пензии, на него 5.000, на овие 5.000? Него треба минималната пензија да се стимулира да има одреден процент, разумен процент. Да се намалат разликите на... Ние имаме сега... Како социјална категорија. Како социјална категорија, ние сега имаме измеѓу минималната пензија и најголемата пензија околу 1:6 и 8. Тоа е многу. Без обзира што сега некои тие со високите пензии ќе речат генералот. Не, нека растат големите, ама нека растат и минималните. Меѓутоа сега на пензионерите да се обратам. Да не гледаат многу во високите пензии колку се. Тие се многу малци, 72-3 се така, или над 50.000, 0,8, па да гледаме ние просечно. Секторот на интернет комуникациите, младите таму работат за станство. Како тие се некаде во иста број, не имаме, зашто е жалосно, само 73 земјоделски пензии. И затоа партијата на пензионери, пород другото, се залага и ќе се залага да се ублажат условите за добивање на земјоделска пензија и на социјална пензија. Ние сме единствена држава во регионот каде што имаме социјална пензија. Ова влада донесе мерки за социјална пензија. Прво беа околу 6200 луѓе, сега мислим дека се околу 10.000 кои примаат за социјална пензија. Тоа се луѓе кои уопште не уплатувале ни еден денар во пензијскиот фонд. Али сега и они барат подеднако да добијат за сите. Така да народот е изманипулиран. И што е праксата, например? Јас за тие немам разбирање, за овие другите стечајци, транзицијски жртви, за сите разбирање, имате овакав случај. Некој работи во некоја добра фирма, 15 години доаѓа, сега за да се договорат, го одјавува. И му плаќа минималец, а другиот дел го добива на рака. И никој не се буни, меѓутоа кога доаѓа во пензија, се жалат дека има мала пензија. Така е. Јас имам еден овакав случај во еден град во Источна Македонија, седем со една група на бизнисмени, еден се фали, вика, јас имам туристичка агенција, моите возачи примаат по 3.000 евра плата. Јас му викам, а колку придонес, вика, се разбира минималец. Али поентира, вика, и за мене, вика, плаќам толку. И викам, после, ќе протестирате како овие, дека ви се мали пензии. Тука треба да имаме јаки ревизии, јаки контроли и народот, односно работниците, да не дозволат работодавачите да ги манипулираат. Еве еден поднаслов во Слободен печат. Директорката на ПИО: средувајте го стажот навреме, а не пред заминување во пензија. Да, токму така, има многу кои ќе дојде, јас пошто стално интервенираат кај мене со несредени стажови, вика, толку ми недостатува. Тоа на време треба да гледа дали ми се уплаќа, каков им е стажот и така натаму. И многу луѓе тоа дојдат во пензија, не им е среден стажот. Ја разбирам за припадниците на армијата, затоа што се преземаат од ЈНА податоци и така, али некој да работи во Македонија и да не му е среден стажот, за жал, многу работници не ни знаеле дека работодавачите, односно газите, не уплаќале во... Значи, второ, јаки ревизии, јаки контроли, државата, па и секој поединец треба према на време да се контролира. На време. Господин генерал, едно освен пензиите, вие сте рековме член на коалицијата на Социјалдемократскиот сојуз. Овие останати ветувања за економско заекнување на стандардот на граѓаните со високи пензии, високи плати, но пред се членството во Европската унија, кое што ветува дека ќе ги подобри економските перформанси на македонските граѓани. Каков е вашиот став околу тоа? Токму така, јас и раководството на партијата и најголем дел од пензионерите со кои контактират имаме јасен став.
знаеме дека единствена алтернатива за Република Македонија е влез во Европската Тоа унија. е политичка флоскула Тоа е или има политичка- некаква економска позадина во тоа? Има и како економска позадина и треба да имаме јасен став дали сакаме иднина или сакаме да се враќаме во минатото или сакаме да стагнираме. Ако сакаме иднина за нас и за пензионерите, ако сакаме да имаме европски пензии, треба да продолжат преговорите со Европската унија, да 28 завршат, а 30 година на брза трака да влегеме. Сите предуслови ги имаме, за жал опозицијата тоа нема јасен став и досега го блокираше тој процес. Повторувам, за да нема иселување, да младите останат овде, пензионерите да имаат европски пензии, да нивните внуци, синови да не чекаат од пензионерите да им дават пари, само да почнеме, односно да продолжат преговорите, 28 да завршат и 30 да постанеме членка. Ние гледаме каде се другите земји во односу на Македонија. Да се вратиме малце на бивша Југославија. Значи, сите предуслови и шанси имаше Југославија прва во регионот да влегне во Европската унија. Меѓутоа, ради историјата, географијата, национализмот и така натаму, дојде до распад, наместо да формираме конфедерација и видиме кај се сега земјите од Западен Балкан. Каде се? А каде се од Југоисточна Европа? Која Чешка, која Словачка, која Маđarска, која Бугарија, каде бевме ние, кај се они сега? Или само да земеме Македонија во односу на Бугарија. Па сега Делчево, Крива Паланка се сабота, секоја сабота полни со бугари затоа што е поевтино овде слават роден ден, овде прават свадби, крштевки и така, што ние некој пат го правиме. Значи работите се променија и треба да преземеме се што е можно да продолжат преговорите и да влегнеме во Европската унија. Кога гледаме на јавните медиуми, релативно анкети што ги прават телевизиите, пензионерите и се некако најприсутни во јавниот простор преку телефонски јавувања, преку анкети, но генерално слушаме ретроградни ставови околу Европската унија. Дали затоа што сметаат дека се стари па нема што да очекуваат од Европската унија, како да се промени овој став на тој дел од пензионерскиот нашите сограѓани кои што мислат дека нема ништо од Европската унија, дека нема ништо ново да ни донесе, дека е крај на животот и светот и дека тие не веруваат во тоа. Дали можеби ово што го говорите треба да мислат и на младите, дека бидејќи нивните синови, керки, внуци ќе заминат ако имаат таков став? Јас морам малце една мала критика и на средствата за јавно информирање да дадам. Ги пратам тие контактни емисии на Сабали и така натаму. И точно е вашата констатација. Еден дел од пензионерите мислат дека се уште живееме во несврстана Југославија, кога ние викаме Америка во односу на Русија е тоа и така натаму, не можат да сватат каде е Америка, каде е Русија и не можат да сватат што Западот се направи за оваа Македонија. Не можат да сватат дека ако не беше, може некој да не се сложат Америка, меѓународната заедница, ние немаше да имаме држава. Малте не на тацна 91 ни дадоа држава. До прв пат во дипломатијата се употребува терминот превентивна дипломатија, тоа е во Македонија тој термин. До тогаш во дипломатијата не постоеше појам превентивна дипломатија, од тогаш па после тој модел од во Босна и така натаму. Значи, пензионерите мора да сватат ради нивните внуци, ради нивните синови единствена алтернатива, односно најдобра. Постои и други алтернативи, имате партии кои не спомнуваат НАТО и Европска унија, меѓутоа тоа се партии кои се финансирани од одредени центри на моќ, кои немаат интерес да Западниот Балкан навлегне во Европската унија. Не можеа да спречат влегувањето на Македонија и Црна Гора во НАТО. Сега со сите сили се борат да се, ако не да се спречи, бар да се успори тој процес за влегување. И повторам, се обраќам до пензионерите. Ако сакаат европски пензии, да немаат проблеми, само појака економија. Појака економија ќе имаме со Европската унија. И сега треба да знаат колку тие фондови
кои пари има влегнате во Македонија, не би били ни трактори, ако дел од пензионерите со тракторите кои ги добија од ДИПА програмата протестираа во Свети Николе со тие трактори кои ги добиле од Европската унија. Значи, повторно е најрационална, најдобра алтернатива за Македонија и не, јас лично не видам друга алтернатива за да земјата напредува. Не е тоа политички флоскули, на економски план зборувам јас. И да не зборувам и кои се сите придобивки и на економски, и на социјален, и на културен и така натаму. Погледнете го едно Косово, сега како е напредува. Благодарение на присуството на меѓународниот фактор на Косово. Погледнете кога ќе дојдете во Приштина, нема никаква разлика кој е Скопје, па за некои работи веќе не шијат албанците. Генерале, вашиот председателски кандидат е јасно проевропски ориентиран. Тој се залагаше и за усвојување на измените на францускиот предлог, преговараше и со францускиот председател и така натаму. Што мислите, каков исход ќе има оваа трка за председател? Јас сум длабоко убеден и во партијата на пензионерите сме убедени дека председателскиот кандидат Стево Пендаровски бил и понатаму ќе биде единствен можен кандидат за председател и врховен командант на вооружените сили на Македонија и во наредниот период. Затоа што покажа дека е тоа председател на сите граѓани на Македонија, покажа дека има јасни ставови и према НАТО и према Европската унија, покажа дека е способен од изолацијата која беше во Македонија многу кратко да се деблокира изолацијата на Македонија, да воспостави пријателски врски не само со другите председатели во регионот, него и со највлијателните личности во светот, покажа дека не е подложен на корупција, мито, кронизам и така натаму. И нема, ево, јас не сум забележал да има било каква некоја стратегиска грешка во водењето на државата. Со јасни ставови проевропски и председател на сите граѓани. И неговиот бекграунд, тоа го кажав, јас имав таа чест и привилегија да бидам модератор на една трибина за првиот мандат пред Домот на армијата и тогаш реков дека најкомпетентна личност, ето да го не споредуваме со Киро Глигоров, од сите досегашни кандидати за председател е Пендаровски. Не само што е, реков, универзитетски професор. Тој почна во МВР како потпорал, аналитичар, па после го забележаа како перспективен политичар, двајца председатели од две различни партии, беше советник, учествуваше во преговорите за најосетливи теми како Охридскиот договор и така безбедносни теми. После пратени во собранието, беше присутен на 27-ми кога на најсрамниот чин во историјата на Македонија, кога опозицијата се обиде да спречи легално преземање на власта. Смирувачки делуваше. Потоа го зедува во владата специјален советник за евроинтеграција и така натаму. Значи, најкомпетентната личност по мене и за сите граѓани на Македонија е Пендаровски. Затоа што има јасни ставови. И сум длабоко убеден дека во вториот круг ќе победи. Мислите дека другите немаат такви јасни ставови? Па јас не видов сега да ги оставиме Бујар Османи и така натаму тоа, од овие нашите други кандидати за председатели, или да земеме за најсериозниот против кандидат по втор пат, кој е против кандидат на Пендаровски, професорката Гордана Силјановска. Гордана Силјановска ниеднаш не се изјаснила, нема јасен став околу Европската унија и НАТО. И се уште од една страна се кандидира за председател на Република Северна Македонија, прима плата во собранието на Република Северна Македонија, патува во странство, зима дневници и така натаму, и се уште некој пат ќе изјави дека она ќе го поништи Преспанскиот договор, па некој пат ќе изјави, вика не, тоа е реалност, не може. Значи нема јасни ставови по тоа прашање, не сум видел. Понатаму, ако погледнеме и минатото, значи таа е птица, преселница како некои други. Била во Социјалдемократскиот сојуз, како министер, била во Либералната партија, сега
е независни ВМРО-вски патриот. Значи нема јасни ставови нити околу Охридскиот договор, нити околу Преспанскиот договор, нити околу Францускиот предлог. Значи по сите тие прашања нема јасен став. Учествуваше во блокирањето на собранието за донесување на некои витални закони. Знае многу често да ја критикува корупцијата кај актуелната власт. И секако дека има корупција, јас знаеме. Меѓутоа, никој пат не се осврна дека и кај претходната власт имала корупција и како голема корупција, тоа никој пат не имала доблест, као јас што викам дека имала корупција. Не можам да кажем дека немала корупција, дека имало грешки. Значи, имало грешки кај ова власт, и политички, и кадрски, и така натаму. Меѓутоа се согледани и треба тие грешки да се отклонат и да се доведат во некои нормални, подносливи граници. Последно прашање. Вие сте, ми се чини исто така на листите за пратеник. Да. Вашата коалиција е коалиција на повеќе партии од различен и етнички бекграунд состав, го задржува тој принцип на Социјалдемократскиот сојуз. Како очекувате, какви резултати ќе имате на престојните парламентарни избори? Пред да кажам тоа, забележав, рекоте, различните етнички состав. Да. Различни етнички состав, за разлика од досегашната опозиција, која по тоа прашање не може да се пофали. Например, ево видите, во Социјалдемократскиот сојуз има двајца коносители на листите албанци, етнички албанци. Тоа е Фатмир Битичи и Аргун Демири во Шеска. И да се обртам до граѓаните, треба тоа да го знаат. Ако сакаме да имаме стабилна, економски напредна, мирна држава, да иде напред без решени меѓунационални односи, не може да се иде. И ако сега да се вратам мала дигресија околу успесите на оваа власт. Еден од големите успеси на сегашната власт е тоа за последните 7 години немаме никакви меѓуетнички тензии во државата, што е за мене многу голем успех. И токму затоа и оваа коалиција има од другите етнички заедници и ја прави поуспешна. Према тоа јас сум длабоко убеден со тие изјави дека 61 пратени па толку, дека нема да излезе баш така и дека ќе биде и да победат, ќе им биде многу тешко да формираат влада, затоа што немаат коалициони капацитет и сега имаат ставови дека по тоа прашање нема да разговараме, по тоа прашање не разговараме, па како мислите да решите. Значи, програмата им личи на некој плагијат од онаа на Груевски, мислам дека се викаше преродба у 100 чекори. Ево, например, вика, ќе ги намалиме даноците. Океј, ќе ги намалите даноци. А од друга страна, вика, ќе го зголемиме буџетот за образование, за здравство, за наука. Сега да ми каже како мисли да го зголеми, ако го намали даноци. Не кажувам друго, вика, ќе го укинеме балансерот. И јас сум за укинување на балансерот. Се разбереме. Меѓутоа треба да каже како и на кој начин. Вика, ќе една изборна единица. Како? Значи, една изборна единица исто има многу слабости во однос ова да не ги елаборирам. Меѓутоа, за сите тие работи треба да има политички консензус. Мора, покажале дека немаат капацитет за консензус. Колку закони блокира, ево, например, ги викувам последниот закон за рестриктивни мерки. Дај да имаме време да го донесеме. Меѓутоа Милошевски не сака да го стави на комисија. Тоа рамки на борбата со корупцијата, против корупција, криминалот и така натаму. Ви благодарам што сте гостин во утинската програма на Слободен печат. Јас ви благодарам што ми возможите да кажам своите ставови. Успех во на избори. Благодарам, народот ќе каже. Почитувани играчи, тоа беше господинот Илија Николовски, претседател на партијата на пензионерите, за кој што говоревме за перспективите на македонската економија, за пензиите и за останати политички и економски теми. Продолжуваме понатаму со останатите содржини.